Благодариме, Бити, благодариме. Денот верувам дека ќе биде одбележан со скара, значи со повеќе храна, да речеме со мезе, традиционално македонско, па и пијалок. Така што денот ќе биде богат, па чекав да ме дополниш со на темата пијалокот и не ги познам наживе традиционални толку, да ме дополниш. Ракија. Па добро сега каква е? Велат една ракија, па и на гладно била добра за крвоток. Дали е тоа така, не знам. Добро утро за нашата Надица Илиевска. Ќе одговориме добро утро. Ќе имаме убава тема со нашата нутриционистка. Овој пат секако некако успевме да искомбинираме темата работни упрски, здрава исхрана по повод 1 мај. Секогаш знаеме да кажеме не можеме да се храниме здраво, не можеме да воспоставиме некој здрав начин на исхрана, што е приоритет за добро здравје, добра енергија и функционирање во денот, само поради тоа што имаме многу обврски. Подготвени сте да не одговорите на некои прашања, но прво за ракијата. По една ракија дневно добра е за прочувствување. По една ракија дневно мислам дека не е добра секој ден, но никако не на гладно. Значи не никако не на гладно, да, никако не на гладно. Алкохолот треба да се конзумира на полн стомак. Тоа е една посебна тема, можеби некогаш да ја... Но за 1 мај така е ве да отворам. На гладно никако ракија. Но интересно е да се надополнам на воведот. Никогаш не треба да заборавиме дека навиките во исхраната и исхраната се можеби најлесниот дел од нашите животи на кои што ние можеме да делуваме и да ги менуваме, да се бориме за нив, да се трудиме околу тоа и секогаш треба да почнеме од тоа. Навистина, храната зависи и од нашиот начин на живот, од стилот на живење, но зависи и од она што не зависи од нас. Многу често сите сме свесни дека времето забрзува и дека сите сме во трка по времето и како најлесно ни е од сите можни обврски што ги имаме, исхраната да ја турнеме настрана и честопати треба да одлучуваме што ќе јадеме 15 минути пред да почнеме да јадеме. И тука е всушност најголемата грешка. Сите како да влегуваме во тој забрзан круг на навики кои што каде што исхраната нема доволно место кое што го заслужува. И што имаме во реалноста? Во реалноста имаме ситуација кога работните обврски, планираните, непланираните работи, стресовите кои што секој ден ги имаме, честопати во сообраќај гледам додека чекам на семафор, многумина јадат додека чекаат на семафор, ни го наметнуваат начинот на исхрана. Но тоа секако не е нешто кое што треба да го прифатиме и да тврдиме дека така треба да биде, бидејќи времето се менува. Времето се менувало од кога постои човекот, меѓутоа, ако во науката правилата за добра и правилна исхрана се многу стари, ако во науката се знае дека голем дел од нашето здравје зависи од тоа што внесуваме, ако науката докажала дека не постои друг извор на енергија освен храната која што ја внесуваме, во ова време треба да одвоиме време да ја планираме нашата исхрана и барем да се бориме да задржиме одредени навики кои што знаеме дека ќе наносат во добро здравје. Убаво што го споминавте ова, ми го потигнавте прашањето. Малкумина се жртвуваат да станат, пример, во 4:30 наутро, па да си го подготват појадокот, или пак вечерта, можеби немаат идеја или едноставно ќе нафати она мрза, па вечерта да си го подготвиме за да ни биде спремен веќе наутро, да не се жртвуваме порано да стануваме. Што е она што можеме да го направиме наутро, а што е она што можеме навечер да го направиме и сепак да обезбедиме доволно хранливи нутриенти кои што ни се потребни за да го започнеме денот? Кратко, пред да образложам се можеме да направиме и наутро, се можеме да направиме и навечер и не се согласувам лично со ставот дека треба да станеме во 4:30. Знаете да се направи еден квалитетен добар сендвич, потребни ни се само 5 минути. Потоа навечер навистина може за многу кратко време да се спреми многу квалитетен оброк. Ке се вратам на оно што го кажав, планирањето. Доколку ние планираме и
набавуваме намирници однапред, многу лесно можеме да испланираме добар појадок. Додека се спремаме, да не речам додека размислуваме што ќе облечеме утре за на работа, ние може да свариме неколку јајца, не само за нас, туку и за целото семејство. Може да имаме секогаш во фрижидерот зеленчук. Оние кои што примаат терапија, речиси секогаш терапијата ја примаат на гладно, 90% од терапијата не треба да се конзумира на гладно. Знаете, некогаш е доволно неколку зрна суво грозје и неколку бадеми наутро, за да можеме понатаму добро да го почнеме денот. Да не придвижат. Да се придвижи дигестивниот систем. Да, сега во контекст на сето ова што го зборуваме, даваме совети, тоа звучи убаво, меѓутоа малку сакам оваа тема да ја поврзам и со 1 мај. Работните средини, не само во Македонија, воопшто на Балканот каде што работиме, ретко каде што во 8 часа работно време нудат да има место каде што може да работникот направи половина час пауза, како некогаш за времето на поранешната држава, кога имало големи мензи, па имало избор на храна и слично. Тоа на овие простори го гледаме само во некои приватни поголеми фирми, фабрики, IT фирми и слично. Колку тука треба малку повеќе да размислуваме кон промена на свеста и едноставно не само ние да размислуваме што да понесеме на работа од здрав оброк, туку ете на оние родители кои што се позафатени, имаат деца наутро едно друго, дали е дојдено време малку погласно да се разговара за тие работи, нутриционистите можеби да зборуваат за тоа да се направи некој проект, да се поврзе тука здравието на работникот, енергијата што треба да ја даде на работното место со немањето на тие услови основни за сето ова што ние го зборуваме, да не само да звучи, туку и да изгледа така како што треба. По стар систем кога ќе речете беа наместени работите. Дали е можно тоа да се врати? Се е можно да се направи. И да, тука важно е за здравието на работниците. И тука недостасуваат иницијативи од тој тип. За жал постои тренд и таму каде што ги има колективните мензи, тие да бидат напуштени. Сметам дека дел за тоа сме виновни и ние, а дел и тоа што храната стана тренд. Колективната исхрана е сепак најдобра исхрана. Тоа апсолутно сме свесни, имајќи во предвид децата како ни влегуваат во системот во колективна исхрана и дека тоа всушност е многу добро. Меѓутоа, она што е интересно е, мислам дека ние и како конзумери треба обратно да влијаеме, односно да побаруваме нешто кое што некој ќе ни го понуди. Тоа што сме околу нас само со пекари, тоа можеби е наша традиција, меѓутоа и во таков случај ние може од тоа што ни се нуди во околината да направиме некоја подобра варијанта. На некое пециво може да додадеме варено јајце, во некој сендвич секогаш може да додадеме некаков тип на зеленчук, кој што ќе го носиме. Например, со нас можеме да понесеме неколку зеленчуци и во текот на работното време да го придружиме со она што за жал се нуди во околината на работната средина. Но основниот проблем е точно тој кој што беше спомнат. Средините каде што не може оброкот да се прима онака како што се прима. За мене тоа е најголемиот квалитет на општествената квалитетна исхрана, така наречените мензи. Ако земеме во предвид дека многумина работат во океан, дека многумина работат изложени на потрошувачите, на примачите на услугите, реално го имам тој проблем со клиенти кои што велат дека немаат ни 5 минути. За тоа треба да се бориме. Конзумирањето на храната и квалитетот на тоа што ние ќе го добиеме зависи и од тоа каде и како го конзумираме. Не од нога, не додека работиме на компјутер. Многу често и јас секој ден гледам, некогаш и мене ми се случува, едната рака на тастатурата и на маусот, во другата рака по некој залак храна, кој што генерално и не мора да е квалитетен. Во моментот кога ќе не пати паника дека дошло 10-11 часот, а ние не сме конзумирале. Меѓутоа, како што реков на почетокот, за се постои навика. Во моментот, она што може да се направи е носење на храна од дома. Секој поединец може да влијае на околината. Јас се трудам
таму каде што сум во моментот да влијаам на носењето на храна, иако морам да признам дека трпам и влијание, па честопати и јас се придружувам на колективното, бидејќи нашите пекарски производи се чудесно вкусни, но и така да се сгреши. Ние имаме уште цели 8 часа после работното време на некој начин да го исконзумираме тоа што не сме можеле да го исконзумираме. Да не заборавиме, јаглените хидрати наутро можеме да ги на некој начин амортизираме доколку дома исконзумираме доволно количество на салата, доколку имаме течна храна, дали е тоа чорба, супа, манџа, доколку десертот ни е овошје, доколку за вечера имаме нешто многу лесно, што значи дека ние не сме тоа што некогаш помалку го конзумираме. Ние сме тоа што повеќето време го конзумираме. И затоа не се согласувам со ставот дека она што се случува 8 часа на работа е пресудно за нашиот начин на исхрана. Постојат ли намирници кои особено помагаат за енергија и за фокус во денот, кога веќе го насочуваме разговорот дека можеме ние да си понесеме нешто со себе и да си го испланираме денот однапред? Да понесат ако е дозволено. Има и некои средини каде што не им дозволуваат на луѓето во тие 8 часа да јадат. Да, но тоа во го тие гледаме и по социјалните медиуми, се жалат работници. Да, но во тие средини во Тогаш нешто 90% има простор или има менза во големите фабрики и така натаму, каде што одвоено од работното место се конзумира храната. Да, Јована, секогаш може да се одвојат неколку намирници, ајде најлесните да ги кажеме. Значи, тоа се секогаш јајцата во било кој облик. Добро. Варено јајце е најлесно да се понуди, парче или две овошје, суво овошје, јатки. Потоа секогаш можеме ферментирани производи. Вообичаено, велам, започнете го денот со некој ферментиран производ. Верувајте, значи неколку маслинки и малку кисело млеко е многу доволно да го пополниме оној простор празен до 10 или 11 часот, каде што би можеле и би имале можност да исконзумираме. Тоа се намирниците. Јас секогаш сум поборник за добар, богат и квалитетен појадок, бидејќи се што се прави во втората половина на денот е само на дополнување на стартот за комбиниран оброк. Колку што препорачувам во втората половина на денот да биде едноставно комбинирањето, односно не мешањето на макронутриенти, толку сметам лично дека наутро треба да конзумираме комбиниран оброк во кој што се присутни сите макроелементи, што значи и протеини, и сложени јаглени хидрати пожелно, па и масти, затоа што тогаш на некој начин енергетскиот инпут не држи подолго трајно до моментот додека ќе имаме првата прилика да конзумираме во наводници нешто здраво и тука останува. На вистина е многу лесно да се понесе, не мора да биде ни готова салатата, може да се понесат парчиња зеленчук. Морковот, мислев, ќе го споминате, парченца, значи морков. било што, значи морков, краставица, доаѓа сезона на краставица, секогаш може тоа. Јас зимно време вела може и туршија да се понесе на работа. И тоа да се додаде на она, меѓутоа останува наједноставната комбинација, а тоа е некој добар сендвич во кој што ќе има варено јајце, во кој што ќе има путер, во кој што ќе има парче марула, краставица, пиперка. Тие се основните работи кои што се посебно погодни и лесни. Овесот останува добра варијанта, но некако се срамам да го ставам под светлата на рефлекторите во последно време, бидејќи она што го гледам е дека од тие правиме, од тој овесен појадок правиме торта, што значи дека се става се што има шекери, па на тоа се додаваат неколку лажици овес, една е доволно. Потоа многу суво овошје, тоа се многу шекери, овие популарните путери, и така натаму, и ние добиваме калориски внес кој што треба да го имаме речиси цел ден. Ќе ти го земам јас следното прашање Нема како проблем. мој избор, а тоа следното затоа што повеќе на тебе се одвестува. Сега вака, моја навика, пасија, љубов, како да кажам, грицкањето.
нешто како јатка, нешто како сончоглед, ретко се обидувам, ги заменувам со морков и замислувам дека е сончоглед. Но колку е тоа добро, знам да претерам, колку е тоа добро, особено кога работиме нешто и несвесно се случува тоа. И несвесно количината станува количина поголема од тоа што планирано. Тоа на сите ни се случува и не мора толку да не гризе совеста поради тоа. Ако се вратиме на почетокот на разговорот, дека всушност не треба надворешните фактори да ни дозволиме да влијаат на нашите навики, основното правило е кога се јаде, кога се работи, бидејќи кога конзумираме јатки и тие ни се ужина, верувајте, не може да се претера, значи ќе се изеде една шака јатки. Меѓутоа, кога ние треба да процесираме така наречениот помодерно мултитаскинг, ние всушност не даваме време и простор нашиот организам да ја почувствува храната, па тоа е некако попатно грицкање. Да. Грицкањето треба да биде ужина. Постојат и здрави грицки, например пуканките. Пуканките на вистина не оптеретуваат, на вистина даваат одредена заситност, но најважна е навиките. Најважни се навиките. Јас велам генерално, избегнувајте го или сведете го на минимум она што не се конзумира со прибор за јадење. Секако таму каде што треба да ги користиме рацете. Тоа треба да биде сведено на минимум. Основно правило, шаката, секому според неговата шака. Значи, една шака е доволна од суво овоше комбинирано со јатки. Јатките се многу добри за грицкање, имајќи во предвид дека ние вообичаено грицкаме не печени, не солени. Така не печени, не солени. Да. Генерално еве лично да кажам, факт е дека нас сензорно повеќе повкусни ни се, но јас на пример знам да ги помешам. Значи по неколку од печените и соленките, во непечените и несолените, и тука некаде да го најдеме компромисот, што всушност и е вистинската формула за на крај да бидеме задоволени во секој поглед, а секако да внимаваме на тоа што сме внеле. Така. Да завршиме овие последни 2 минути што ни остануваат со ваш наједноставен совет за луѓето кои велат немам време здраво да се хранам. А зошто прашањето си го скокна сега за кафето? Па не чека Мартин на линк, еве ќе ги споиме две во едно. Тој многу пие добро, кафе. Пиеме кафе без, еве, ние пиевме кафе без појадок утрово. Знам дека тоа не е добро. Ова е веќе второ кафе за него. Веќе прво. Да. Прво е моје. Првата работа е дека кафе на гладно не е добро, доволен е и еден или два залаци да го направат тоа. Кафе без вода исто така не е добро. Најлесниот начин да се храниме здраво е да се храниме едноставно. Што значи да не ги комплицираме многу работите. Ако е без шеќер кафето, малку е поздраво и кога е на гладно. Кафето другачие функционира, така да шеќерот, да. Значи секогаш со вода, наједноставно е, може едно парче леп, малку путер и едно варено јајце, нека биде тоа почеток во вовет на здрав појадок. Ете, да ги менуваме навиките. Може. Благодариме за советите. Ни беше задоволство како и секогаш. Благодариме. 8 часот и 34 минути на тема 1 мај, следното последно линковско вклучување од Скопје, ќе зборуваме за тоа како се менува пазарот на трудот во ова време кога ни доаѓаат и нови генерации, нови професии, колку ги следиме трендовите и што може да очекуваме во иднина, кога зборуваме за овие теми. Мартин, доколку се гледаме и слушаме, добро утро за тебе.